државата за буџетот на Комисијата за финансирање и буџет, вложувате во човечки капитал. Декларативната заложба, за жал, која што вие постојано овдека ја повторувате дека со овој буџет е креиран исклучиво за задоволување на човековиот капитал, за жал, таа ваша заложба нема да доведе до зголемувањето на економијата, бидејќи не е основен параметар, не е главен параметар кој што може една економија да ја движи напред. Ако се сеќавате за 2019 година, вие кажувавте дека треба да биде година на економијата. Тогаш требаше да се случи економската ренесанса во нашето општество, согласно вашите параметри кои што ги нудевте, кои што ги кажувавте, проекти и така натаму. Но за жал, наместо тоа ние видовме што се случи. За ова 2020 година, со вака скроен и скреиран буџет, кој што вие кажувате вложување во човековиот капитал, тоа ќе донеси банкрот, цунами во Република Македонија. И самите параметри до сега за вашите напори, заложби кои што ги правите во економијата говорат доволно и кажуваат дека вие апсолутно не знаете да водите економија, бидејќи параметрите и реалните ситуации во државата кажуваат дека економијата наместо по нагорна линија длабоко понира, длабоко надолу во државата. Имам примери за да ви докажам дека вашата декларативна заложба за вложување во човековиот капитал е исклучиво во намера за подкупување на што поголем број на гласачи во предизборниот период и ништо друго. Еве како прв параметар. Ако вие бевте толку ажурни за вложувањето во човековиот капитал, тогаш нема да дозволевте да се одливаат фирми од државата, бидејќи вие ветивте, но не го одржавте вашиот збор. Ветивте дека данокот за добивка на IT индустријата ќе го намалите на 5%, но меѓутоа тоа не го направивте, а требаше да вложувате во човековиот капитал и со тоа ваше неисполнување на ветеното, вие креиравте политики или овозможивте голем број на наши кадри, своите фирми да ги пренасочуваат во нашите соседни држави, е толку од вашата заложба за човековиот капитал. Наместо човековиот капитал да го задржите тука во државата со некои мерки кои што ќе значат за нив олеснување, вие напротив ништо не направивте од тоа. Вториот параметар, кој што за жал не можеме да го видиме во буџетот, а реалноста говори дека иселувањето е енормно и тоа исклучиво во моменти кога СДСМ е на власт, а вие не предложивте никакви мерки во буџетот за тоа да ги задржите, говори дека не да е декларативна, вие апсолутно не се грижите за човековиот капитал да остане во Република Македонија. Под реплика пратеничка да Смилевска ќе ти повеле. Благодарам. Веднаш да ведеме